Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Меѓу современите домаќинки и домаќини се почеста е дилемата дали да прават или пак да купат готова зимница. Исто така се наметнува и прашањето колку и дали домашната и купечка зимница се здрави. За сето ова подетално од разговорот со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист од Нутриционист консалтинг. Добре ни дојде Надица во Телма амбуланта во периодот од годината кога се прават зимници. Добро ве најдов. Ке започнеме со кралот на зимницата, ајварот, барем на оваа територија. Ајварот може да биде благ, луд, со додаден модр патлиџан или пак без него, како и да е, барем многу печење, пржење, термичка обработка. Има ли некаква нутритивна и калориска вредност ајварот? Содржи ли витамини? Па прво ќе започнеме со тоа дека ајварот, како што рековте, всушност станува збор за деликатес кој што не одбележува и традиционално и како територија. И она што е интересно дека во последно време доста се истражува, посебно од кога почна да се произведува ајде да кажам индустријски ајварот, значи се испитува неговата нутритивна вредност поради потребата таа да биде декларирана. Она што е специфично кај ајварот се смета за зимница. Зимница во наводници значи продолжување на рокот на траење на одредени намирници во сезона кога не можеме да ги користиме свежи. Ајварот е многу специфичен по многу работи. Во ајварот влегуваат намирници со неверојатно добра, нутритивна и здравствена вредност. И на крајот на целиот процес излегуваат речиси уништени, но пак добиваме деликатес, но вкусни, со гурмански залчиња. Она што е интересно е дека она што го знаеме нутритивно, го имаме само како податок од индустријските спремани ајвари. Домашните се многу различни по рецепти, по начин на подготовка и ретко кој нутритивно нели ги истражува. На крајот, финалниот производ е доста калоричен. Значи имаме доста јаглени хидрати, релативно калоричен, затоа што на 100 грама, некаде околу 130 грама јаглени хидрати, што значи дека солидни калории, многу малку протеини, речиси ништо од витамините, но интересно е дека 2 пати имаме термичка обработка и никогаш не сме сигурни во текот на последната термичка обработка, односно на познатото пржење, колку оксидирало маслото, затоа што многу индивидуално, барем во домашни услови, многу индивидуално трае и количеството на масло кое што се додава, и температурата, и дали тоа оксидирало. Така наречениот народски израз кога ќе пливне зејтинот, многумина сметаат дека тоа е вистински ајвар, всушност значи дека настанала потполна оксидација на маслото, кое што всушност требало да го вклучиме во пржењето. Што значи дека остануваат делови од минерали, меѓутоа не толку долго, бидејќи секој вид на конзервирање нагло паѓа и онаа нутритивна вредност која што ја има после 4-тиот, 3-тиот месец нагло паѓа. Она што е многу битно, треба да нагласиме дека условите и на пакување и на складирање додатно влијаат. Сега, ако може да дадеме некаква порака во однос на ајварот, е дека секогаш е подобро да го зачиниме со некои продукти кои што на некој начин делуваат како конзерванси. Кои се тие? Има природни конзерванси, така? Па, например, додавање на лук во ајвар овозможува зачувување на дел од состојките хранливи, но делува и како конзерванс, затоа што тој има веќе докажано, значи, бактериостатско делување, што значи дека го спречува растот на микроорганизмите или тие да станат патогени. Исто така ние навистина може да го збогатиме ајварот. Додавањето на домат црвен, кој што пак од друга страна поднесува термичка обработка,
поднесува и масло за да го задржи ликопенот, а тој пак придодесува да го задржиме малку повеќе С-витаминот, додавање на морков, исто така може нутритивно да го збогати крајниот производ. Морам да признаам дека во самото семејство имав таков пример, ни јас не бев слушната за таква комбинација, но имав прилика пред некоја година да вкусам ајвар во кој што има додадено варена тиква. И како беше вкусот? Беше многу вкусен, додека не ми беше кажано дека е додадена варена тиква, која што е многу стабилна во термичката обработка на железо. Така. На вистина, на крајниот продукт Му дава некаква нутритивна вредност. Нутритивна, но не влијае драстично на сензорните квалитети, дури и ги збогатува. Важното е кај правењето на ајвар да не се претерува со долготрајноста, односно, ако се подготвува, тоа е правило за секоја термичка обработка. Висока температура пократко време, ниска температура дозволува подолго време. Но никако висока температура и долго време. Никако висока температура и долго време. Она што е многу важно да нагласам е дека во домашни услови да комбинирањето на начини на конзервирање дава најдобар резултат. Но кај термички обработена зимница нема потреба од пастеризација која влече кон стерилизација, но неопходно е стерилизирано пакување, значи теглите да бидат добро стерилизирани, неопходно е бавно ладење, за да се створи вакуум, значи да нема воздух, бидејќи количеството на С-витамин најмногу влијае од количеството на кислород кое што ќе биде заробено во теглата. Што значи дека потоа складирањето на темно место и се разбира, не треба една тегла ајвар да ја чуваме со месеци. Една сезона, значи 6 месеци е, ајде да кажеме, најпристојното време кога може да го вкусуваме овој производ. Ако веќе зборуваме за употреба на готов производ, како деликатес, јас сметам дека е штетно да забрануваме користење, бидејќи на вистина не определува и традиционално и како заштитен производ ние, но пак и понатаму како готов производ можеме да го збогатиме. Например, може да го помешаме како урда, со урда и да направиме квалитетен намаз, посебно благотворно за малите деца. Може да го додадеме во наут, значи може да го додадеме во хумус, може да го додадеме значи во безброј други намирници, каде што ќе уживаме во гурманските залаци, но пак ќе додадеме нешто што кај ајварот го нема. Секогаш ли треба да го конзумираме во гурмански залаци? Колкава количина ајвар можеме да изедеме во текот на денот? Бидејќи е тоа навистина вкусно. Па ние сакаме да кажеме дека умереното користење на сите намирници е најдобро, меѓутоа неколку супени лажици на ден, не секој ден, значи е доволно за да... Знаете зошто? Затоа што генерално го конзумираме на парче леп и затоа што ни влегува во вкупниот внес на храна на дневно ниво, а е сочинет сепак од празни калории. Може да се поправиме од ајвар? Доколку конзумираме... Заедно со леп. Па не, и доколку го конзумираме постојано и доколку не го комбинираме со други намирници и доколку конзумираме на неделно ниво повеќе од една тегла ајвар, само еден, секако може, затоа што сепак има калориска густина. Надица, да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта 3076-677 почитувани е телефонскиот број на кој можете да не добиете, да се вклучите во програма, да поставите прашање на темата на која што денеска зборуваме, а тоа се земјниците, колкава е нивната калориска вредност, постои ли начин да се изработат во некоја поздрава варијанта, и за сето тоа одговори ни дава Надица Илиевска, дипломиран нутриционист од Нутриционист консалтинг. Надица, ќе
продолжиме со доматот. Веќе споменавте дека тој трпи термичка обработка. Јас се сеќавам еве порано дека нашите мајки редовно покрај ајвар правеа и пире од домат, термички го обработуваа и правеа салца всушност. Дали е тоа здрава варијанта? Доколку не се заборави во термичката обработка, да, она што е интересно е дека доматот всушност искористувањето на ликопенот и уште некои пигменти, фитохемикалии кои што се многу здрави, се развиваат при термичката обработка. Она што е интересно, ако сакаме да го подобриме квалитетот, е дека многу малку масло треба да ставиме во почетокот на термичката обработка. Термичката обработка треба да се сведе на одземање на водата од продуктот, бидејќи така го правиме стабилен и така го сопираме растот. Додавање на сол кон крајот и додавање на масло исто така кон крајот на термичката обработка, за да го спречиме оксидирањето на маслото. Но ако веќе зборуваме за термички обработена зимница, салцата е во категоријата на прилично солидно, нутритивни, богати. Бидејќи во себе има фитохемикалии доматот, кои што го спречуваат разрушувањето и намалувањето на другите нутритиви кои сакаме да ги задржиме. Самиот по себе е кисела средина, значи спречува развивање на микроорганизми кои бараат одредена киселост. Добро. И секако нема потреба од додатна пастеризација. Тука веќе ќе изгубиме на квалитет, значи доволна е блага термичка обработка, доволно е стерилна средина, доволно е вакуум. Вакуумот го постигнуваме и со превртување на теглите. Така проверуваме всушност дали капакот се вдлабнал, да добиеме квалитетен производ кој што може да го користиме и кој што има солиден рок на траење до 6 месеци, што значи дека салцата е благопријатна зимница. Кога се прави зимница, сите внимаваат таа да не се расипе брзо. Во тегли се редат карфиол, краставички, моркови и слично, и некои се одлучуваат да употребат конзерванс, и тоа винобран и сорбинска киселина. Доколку конзервансот се користи во мали, дозволиви количини, дали е штетен? Доколку се користи во количини кои што се дозволени, значи на дневно ниво, не е штетен по организмот. Меѓутоа, не е неопходно во зимницата воопшто да ставаме конзерванси. Затоа што кога конзумираме веќе, кога сами сме додале конзерванс, ние треба да имаме во предвид дека нема во текот на денот да го примиме само конзервансот од зимницата, туку и од другиот внес на храна може би ќе примиме конзерванс, и штетата по здравието всушност е во крајниот збир на конзерванси кои што ги примаме и од другите производи. Апсолутно не е потребно да се додава конзерванси. Например, винобранот не добива никаков, значи, прво треба многу да се внимава на растворањето. Правиме сулфатирање, бидејќи се ослободува сулфур диоксид, сулфатирање, кое што во производството на вино, така и се нарекува винобран, може и има некаква издржано објаснување, но во обичната зимница навистина нема потреба од тоа. Доколку вршиме пастеризација, кај свежо конзервирање на намирници и на зеленчук и на овошје, апсолутно нема никаква потреба од додавање на конзерванси. Лимонтусот, односно сорбинската киселина, навистина може да ја замениме, посебно кога конзервираме свежо овошје, со парчиња на лимон. Што значи природен извор. Да, што значи дека апсолутно нема потреба од додавање на конзерванси
Тоа е најсигурното нешто на припремање на зимница. Ги споменавте природните начини за конзервирање, пастеризацијата, но од друга исто така лукот. Што е со солта и шеќерот? Дали тие имаат улога на конзерванство колку се става до поголема количина? И шеќерот и солта се конзерванси. Она што истражувајќи по рецептите е навистина тоа дека се става неопходно големо количество кога правиме конзервирање. Да велат што повеќе сол за да не се расипе. Да, меѓутоа, влијанието на конзервирањето и на продолжувањето на квалитетот на намирницата генерално не зависи од количеството на сол, туку од присуството на сол во производот. Солта има способност да ја извлекува водата од намирниците, на некој начин ја извлекува и водата од микроорганизмите, ги уништува и го спречува нивниот раст, односно станување на патогени. Истото го прави и шеќерот кај одредени намирници. Но навистина многу малку сол и многу малку шеќер, дури комбинирани, затоа реков, треба да се комбинираат методите, даваат најдобар резултат. Преполовување на количеството на сол и преполовување на количеството на шеќер, но ставени здружени едно со друго, не оптоварува крајниот резултат, а го дава ефектот. Значи нема да го наруши вкусот? Не го нарушува вкусот, може поширока популација да го користи, делува како конзерванс, со тоа што навистина препорачувам да така спремена зимница ја чуваме навистина во посебни услови и не повеќе од 6 месеци. Идејата е оној период каде што ги немаме свежи да се искористат. Не треба домакинките да се гордеат со фактот дека нивната зимница не се расипува по 2 години. Што значи дека суштината е да направиме производ кој што 6 месеци ќе има квалитет и ќе ни овозможи конзумирање вон сезонско. Надица, доколку се стави многу сол, дали е веќе нездрава зимницата? Со оглед на тоа дека солта го покачува крвниот притисок и е штетна за многу органи во телото. Апсолутно, популацијата која што пати од кардиоваскуларни заболувања или хронична хипертензија, децата исто популација која што навистина треба и така се конзумира храна која што има премногу сол, апсолутно, значи може преку конзумирање на здрава зимница да внесе премногу сол и тогаш ги немаме ефектите на нутритивно добро избалансирана исхрана. Дури препорачувам за ризичните групи да се одмива производот доколку треба или сака да се користи, секако дека не е добро да се користи премногу солено, нема потреба да внесуваме сол. Дури во пракса се среќавам и со случаеви кои што од цела друга храна ја исклучуваат солта, меѓутоа не можат да се откажат од конзумирање на многу кисела зелка или многу кисела туршија. Истото важи и за закиселувањето, таму каде што користиме солено кисела залевка, сите оние кои што патат од дигестивни проблеми на вишок налачање на киселина или разни чиреви на желудник, 12-палачно од цревот, кои што имаат проблеми, кои што имаат активно хеликобактер пилори, апсолутно контраиндицирано со конзумирање на туршија и на зимница, да. Имаме гледач, да го вклучиме, да му дадеме можност да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Се јавам од Битола, сакам да те поздравам вас како новинарка и голем поздрав до гостинката. Благодарам. Често ве следам, а сакам да поставам едно прашање. Многу ми се враќа ова апетитот да пием домата, она старска како што сме правеле на времето, кога немало затворачи и кога се начеле нашите мајки да затворат доматата, прајќи ја со салициум.
Сега јас направив домата, на 10 кила домати, ставив 10 грама винобран, остана 24 сати да преврија и потоа ја вакуумирав, ја затворив. Сакам да ја пијам така, да го почувствувам вкусот на доматата. Имам пробано варена, има пробано варена во жешки шишиња, во топли тегли, меѓутоа ова ми е со најдобар вкус. Во неја додавам малце шеќер и сол и макдонос. Ме интересира колку е квалитетна и дали има благодет во неја. Ви благодарам. Добро, ви благодарам за прашањето. Повелете, Надица. Сокот од домати е неверојатен напиток за на оние луѓе на кои што веќе поради дигестивни проблеми не им е проблем, но навистина не е неопходно. Навистина не е неопходно да се става винобран. Генерално затоа што пастеризацијата на ниска температура, што значи помеѓу 50 и 60 степени, 20 на минути, не го менува вкусот на доматата, но макданосот да се стави накнадно, бидејќи него го имаме свеж, можеме и да го замрзнеме. Бидејќи сака да ужива во вкус на свеж домат, без додавање на винобран, може доматот да се изренда, да се замрзне, и на тој начин да се добие свеж. Значи, како да забораваме дека постои и замрзнување, и за вакви случаеви апсолутно може да го користиме овој сок, пасиран, да го припремиме по наш вкус и да го замрзнеме, и тогаш добиваме навистина свеж напиток, кој што апсолутно нема потреба да го конзервираме. Количината се обидов во меѓувреме да пресметам од дозволеното винобран, може слободно да се намали, меѓутоа мој личен став е апсолутно не поддржувам за секој случај ставање на винобран, нема потреба од додавање, од сулфатирање апсолутно на намирниците во вакво користење. Би препорачала истото да го прави и да го замрзнува, отколку да го спрема на овој начин. Ајде тука да погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта и бројните совети поврзани со подготвувањето зимница пред се здрава со Надица Илиевска. Продолжува денешната Телма амбуланта, дали ајварот и зимницата се здрави продукти, ни појаснува денешната гостинка Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг. Надица има гледач кој што очекува вклучување во Телма амбуланта, да му дадеме предност да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав и секој ви чест како ги водите емисије. Ви благодарам. Неверојатна сте. Ви благодарам. Така поздрав, кратка да видам поздрав. Имам од лани останато тегли од джем, од сливи и од кајти. Не го потрошив. Другото прашање ми е дали може да се употребува после, зашто тој е спремен лани, септември, таму сливите кога беа. Така. Дали може да се употребува или штетно? Така, дали има калориска вредност, колкав е рокот на траење? Ви благодарам за прашањето. Ова е, Надица, едно убаво прашање. Колку време по подготвувањето се задржува вкусот, нутритивната вредност, колку време може да се употребуваат? Зависи од припремата и од начинот на чување. Година дена е сепак многу. Нутритивно, речи си, не останало ништо. Калориите остануваат. Дел од билните влакна остануваат во минимален дел. Она што прво треба да се провери е капакот. Значи, доколку гледаме дека навлегло воздух, сепак 12-13 месеци е апсолутно не треба да се конзумира. При отворањето треба да се види дали фатило коричка и колкава е таа, и дали има зрнести структури. Доколку ги има, апсолутно не треба да се... Што се тие зрнести структури? Па тоа е почеток всушност на трулењето, односно на појавувањето на мувли и фунги. Во некој кога ќе отвориме теглата, можеме да видиме еден слој со мувла, ако го отстраниме и го фрлиме, може ли подолните слоеви да се ги искористиме? Она што е интересно дека сите тоа никогаш во животот сме го правеле. Она што е видливо, го гледаме на површината, но
Тоа е во целата количина. Во целата тегла. Во целата тегла. Апсолутно треба да не се користи. Бидејќи допирот со кислородот го направил видливо расипувањето, тоа не значи дека го немаме и доле во теглата, што значи дека комплетно тоа веќе не е за конзумирање. Она што останува од користење на вакви мармалади и джемови се сензорните карактеристики, па во однос на економската страна би препорачала, доколку се прават колачи во домашни услови, во мали количини да се искористи со уште една термичка обработка, доколку е исправен. Нутритивно во тоа веќе нема ништо. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав првен до господја Надица и до вас, водителката. Сакам едно прашање да поставам. Јас, на пример, сосот од патлиџани го правам во шишиња без ништо внатре. Добар ден. Да ве слушаме. Значи, сосот од патлиџани го правите во шишиња и при тоа не додавате ништо дополнително? Да, и ги затварам убаво и ги ставам во рерна едно 15 минути и така ги користам. Дали е тоа здраво и дали ги содржи сите оние потребни нутритиенти кои што би ги имал производот. Добро, убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Благодарам уште еднаш до Радица. Пријатно. Благодарам. Она што е интересно е, не спомна гледачката, на која температура се пастеризираат. Значи, веќе влегуваме во темата пастеризација и стерилизација. Тоа ни беше следната област, можете тука да појасните. Прашањето. Сосема исправна техника. Важно е да се следат упатствата, да се контролира температурата, да се најдобро е да се стават, значи, шишињата на повисока температура, например 80-90, и веднаш да се намали на 60, доколку е во сува рерна, и да се пастеризираат 20 минути, и тоа дава квалитетен производ. Но многу помалку имаме контрола во сувата пастеризација, во домашни услови. Секоја рерна не покажува исто. Одличен метод е истото да го правиме на рингла во тенџере, кое што ќе биде обложено со мека материјал, наредени теглите, и тука многу добро можеме да ја контролираме, значи, температурата, она благо, значи ниска температура, кога ќе зоврие да исклучиме, значи кога многу, и на тој начин со овој тип на пастеризација во вода е многу полесно во домашни услови да ја контролираме пастеризацијата. На истиот начин подобро контролираме и подоа складирањето, бидејќи топол производот веднаш можеме да го превртиме, да се оставиме да се лади, да го покриеме и да добиеме и многу квалитетно вакуумирање. Вообичаено потешко ни е вадењето на врелите тегли од рерната, од топлата, додека пак, значи, во оваа... Кога е во тенџере. Да, кога е во тенџере, значи, благото ладење автоматски ни доаѓа и до вакуумирање на шишињата, на теглите или на било што значи дека нема потреба од додавање на ништо, се може потоа да се додава со вкус. Ајде да проговориме за киселата ферментирана зелка. Зошто вела дека незината нутритивна вредност е поголема од свежата? Доколку кај ајварот имавме значи обратен процес, кај одреден кај биолошката ферментација, каде што се користи само вода и кај што се користи сол, крајниот производ има многу поголема нутритивна вредност и има во себе производи кои што ги нема суровината. Всушност, киселењето на зелка, но ние забораваме дека може на тој начин да го киселиме речиси целиот зеленчук. Цвеклото сакам овде да го истакнам посебно, но и морков, буквално секој вид на зеленчук. Така добиваме и брз производ од денес за утре,
може да закиселиме морков, кромит. Ке ни појасните како да го направиме тоа? Затоа што на крајот на на природната ферментација, всушност во зелката конкретно, добиваме производ B12, кој што знаеме дека го има во производите од животинско потекло. B3, B6, потоа други фитохемикалии кои што имаат бактериостатско и антимикробно дејство и навистина ферментацијата биолошка, природна, е првото производство на пробиотици во светот, кое што можеби се случило случајно, меѓутоа тоа е произведуваме пробиотска храна, која што навистина треба постојано да ја користиме. Имаме гледач на линија, Надица, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам поздрав за докторка. Зборуваме две изгледа во исто време. Не ве слушаме вас, можно е да ви е вклучен тонот на телевизорот, па поради тоа да ви се чини така. Исклучен, го исклучив. Така, поздрав до водителката и до докторката. Сакам да ја прашам докторката. Јас пастеризирам паплиџан во тегли со малку сол, многу малку тоа, сол, во тенџере со вода, доле крпа, тенџере вода, залијани теглите над капакот залијани, го уклучувам на петка на шпоретот е до 6. Само да зоврие 5 минути и го исклучувам и го тргам на страна. Дали е тоа правилно? Добро. 5 минути, значи трае пастеризацијата, колку што разбрав. Значи така? треба да се остави на ринглата. Добро. Да продолжи на ниска температура, уште е 5 минути, треба да е на 120 степени, над 120 степени температурата, тогаш веќе имаме стерилизација, над 100 степени. Треба да е на 120 степени температурата за да завршиме работа за 7 до 10 минути, а всушност добро би било, значи по исклучувањето да се остави на топлата рингла, не мора да се трга, значи добиваме континуитет на ниска температура. Овде имаме стерилизација кратка со малку пастеризација, комбинирање на двете методи и добиваме добар производ. Овдека стално зборуваме за течните полнења. Меѓутоа, кога правиме компоти или кога ставаме свежо овоше, каде што пастеризацијата е неопходна, кај термички обработените нема потреба компотот да го вариме, па потоа да го ставаме во тегли. Многу е важно да нагласам дека треба многу убаво да бидат набиени, значи, суровината, овошјето, зеленчукот, што помалку кислород помеѓу нив ќе ни биде потребна што помала количина на заливка, што значи ќе ни биде потребно и помалку вода, но и ќе има помалку кислород и ќе добиеме поквалитетен производ. Мора многу шеќер да ставиме? Не. Јас, например, ајде со примери, секогаш сакам да... Јас, например, многу сакам ферментиран кромит. Го сецкам кромидот на крупно. Добро. На страна, додавам многу малку сол. Добро. И оставам неколку часа. Потоа, механички, со рака, обработувам, значи да скинам некој, ја одцедувам водата кој што во меѓувреме ја пуштил кромидот, го набивам, го ставам во тегла, ја разредувам со превриена вода малку водата, залевам, дотурам многу малку сок од лимон, затварам, ставам во фрижидер и веќе после 24 часа е спремно за јадење. Надица, веднаш по емисијата штом дојдам дома, ова ќе го пробам и ќе споделам и со гледачите, еве на нашата страница на Facebook Тилма Амбуланта, _0M+ на телевизија Тилма, каков бил резултатот. Ти благодарам за гостувањето во емисијата. Секогаш со големо задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Верувам дека добивте на вистина корисни совети и дека ќе ги примените. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.